3 декември е инаку денот на лицата со попреченост, а Општина Карпош има јавен повик за доделување на еднократна парична помош по повод токму овој ден. Меѓутоа повеќе за ова ќе слушнаме и дознаеме. Велинковски ја вклучуваме и веднаш ќе ја погледнете и видите нашата колешка Ивана Крцевска-Јановска, која што ќе разговара со Сотир Лукровски, градоначалник на Општина Карпош. Ивана, добро ви утро и повелете, ајде да слушнеме и дознаеме повеќе информации за ова што и јас го кажав. Повелете. Да, Слободанка, поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи. Од средата, односно од 19 ноември 2025 година е отворен повикот за доделување на еднократна парична помош за деца кои што имаат посебни потреби, односно на тој начин Општината Карпош ќе го одбележи 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Кој како може да аплицира? Ова утро во живо ќе дознаеме од новиот градоначалник на Општина Карпош, господинот Сотир Лукровски. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Најнапред тебе и честитки за вашиот мандат и издвоената победа и за првото вакво вклучување во живо директно од општината и од вашиот кабинет. За што поточно станува збор, односно кој како може да аплицира за овој оглас кој што го имате објавено од општината? Добро утро, благодарности до вас за можноста, поздрав до сите наши гледачи, граѓани и да посакам убав ден да ни биде денешниот. Општина Карпош и оваа година го одбележува 3 декември, денот на лицата со попреченост, датум кој за нашата општина носи посебна важност. Инаку ние веќе 15 години, значи започнувајќи од 2010 година, континуирано вложуваме напори да се обезбеди поддршка, достоинство и подобар квалитет на живот за лицата со попреченост. Токму пред 15 години започнавме со помош на едно лице на кое му беа доделени тогаш телевизор, компјутер и статичен велосипед за рехабилитација. Во годините што следеа, бројот на заинтересирани лица континуирано растел, а со тоа расте и обемот на поддршка што ја возможува општината. Годинава во рамките на програмските активности на одделението за детска, социјална и здравствена заштита за 2025 година обезбедени се 1.300.000 денари, средства кои ќе овозможат исплата на еднократна парична помош во висина од 5.000 денари по лице. Дополнително за дел од лицата со попреченост во зависност од нивните здравствени и социјални потреби се одобрува еднократна помош исто така за лекување, набавка на лекови или рехабилитација, затоа што помошта не смее да биде само еднаш годишно, туку во континуитет зависно од реалните потреби на граѓаните. Нашата доминантна цел останува иста, да создадеме услови за поголема инклузија, еднакви можности и посигурна секојдневна средина за сите. Децата и лицата со попреченост се меѓу најранливите категории во општеството и токму затоа нивната благосостојба е наш највисок приоритет. Верувам дека вистинската сила на една заедница се мери преку грижата за најранливите. Ги охрабрувам сите жители на општина Карпош кои ги исполнуваат овие услови да се пријават на јавниот повик кој веќе е отворен од 19 до 27 ноември и понатаму ќе градиме општина која стои цврсто за своите граѓани со почит и со посветеност. Тука сме за граѓаните. Да, верувам дека сите оние кои што ги исполнуваат условите како што споменавте, дека ќе ја добијат оваа парична помош. Па имаме капацитет, од она што се информирав од службите, сите апликанти ќе добијат помош. Да, и вчера се одбележа меѓународниот или светскиот ден на детето, повторно вие со децата, заедно нели го одбележавте, па како помина еве овој ден? Вчера беше еден убав ден, испреплетен со емоција, радост, кога сте со дечињата, знаете како е. И јас сум татко на 3 деца, из утрината најпрво ја посетив тука соседната градинка Орце Николов, која е најстара градинка во нашата република, 80 години бележи од работата, се запознав со дечињата, персоналот, ги посетив сите возрастни групите од сите
возрасти, малку се дружевме, разговаравме со персоналот околу условите, тука имаат добри услови, имаме таму и доградба во 2023 чинам така да поминав еден час во многу убава и пријатна атмосфера. Потоа негде на Пладне во нашата општина бевме домакини на осмоделенците од Петар Попарсов, малку ја разгледавме општината, условите во кои се работи, малку историјат, децата дојда во мојот кабинет, се подруживме, сите со по некое прашање, очекување, така да стварно имав еден прекрасен ден вчера на денот на Светскиот ден на детето. Да, и децата верувам дека очекуваат нели подобри услови и родителите за градинките, она што е потребно, нели? Една недела веќе одбележавте, односно помина откако ја превземате функцијата градоначалник на општина Карпош. Карпошани очекуваат големи промени, па што е она што во најкусможен рок, односно најбрзо на вашата агенда, кој што може да се очекува како промена во оваа општина? Па, токму една недела, јас уверението го добив во минатиот четврток, веднаш имавме конститутивна седница, па дојде наред и ребалансот, веднаш другиот ден седница за усвојување на ребалансот на буџетот, кој искрено го затекнавме. Во тој еден ден успеавме да ревидираме некои ставки, така дел од средствата кои беа воглавном планирани и поврзани со моето работење, да речеме одредени патувања и така натаму трошоци, ги на мој предлог се пренаменија за делот на образованието, значи ќе бидат искористени во основните училишта. Таму имаме проблем со задоцнето плаќање на режиските трошоци. Тоа беше и вчера разговор и со директорката која не посети тука од Петар Попарсов. Оваа недела веќе еден увид, едно запознавање со службите. Сепак јас никогаш не сум работел, не сум бил дел воопшто од јавна администрација, така да неделава ја поминавме во ние проблеми кои на некој начин ме затекнаа, нешто што треба итно да се реши, да се донесе одлука. Така и се запознавам со тимовите. Искрен да бидам, мислев дека кога ќе дојдам 1-2 дена ќе поминам во запознавање, меѓутоа не дозволува итноста на одредени работи да биде така да се запознаваме онака како што имаме потреба. Очекувањата на граѓаните се големи. Веќе од понеделник тргнуваме со подготовка на програмата за наредната година, апропо буџетот, така да сметам дека сето она што го ветивме во периодот пред изборите ќе биде содржано во таа програма и ќе успееме да одговориме на голем дел на очекувањата и барањата на граѓаните на општина Карпош. Јас и денеска веќе како градоначалник можам да им ветам дека ќе работам посветено, па се надевам дека граѓаните ќе го препознаат и ќе имаме една убава релација за подобра општина. Да, одговорноста е голема, особено кога се работи нели за волку голема општина и градска средина. Јас ќе ви посакам да имате секако успешен мандат и секако граѓаните да бидат задоволни од она што ќе го направите и да ги исполните нели нивните очекувања. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам, да сте живи и здрави. Да, ние ќе ве поздравиме од општина Карпош, ќе потсетиме уште еднаш дека отворениот повик за парични средства за лицата со попреченост е отворен до 27 ноември, така што сите оние кои што ги исполнуваат условите можат да се пријават во општината со соодветните документи, нели, и да ги добијат паричните средства кои што им следуваат, а ги доделува општината Карпош. Јас ви благодарам за овој разговор и поздрав се разбира до вас. Ви посакувам убаво утро, убав викенд.